Нови пораки со истата содржина од Софија до Скопје. Бугарскиот претседател Радев на вчерашната средба со представници на бугарските здруженија од земјава оценил дека внесувањето на бугарите во уставот значително ќе го забрза европскиот пат на Македонија, пренесе медиумот БТА. Македонија во Европската Унија, но со гарантирани права за бугарите, вели Радев, додека пак од македонска страна. Исто така се бараат гаранции, уверување дека по уставните измени нема да следуваат дополнителни барања. Соседите зборуваат за истата европска цел, но патот дотаму го обликуваат меѓусебните очекувања и недоразбирања. Се надевам дека нашиот југозападен сосед тоа ќе го стори што е можно поскоро за да ја отвори вратата кон преговори за полноправно членство. Сите се надеваме интеграцијата на Република Северна Македонија што е можно поскоро се случи, но тоа не може да биде на сметка на правата на бугарската заедница о земјата. Оваа тема ја начна и премиерот Мицкоски на вчерашниот брифинг со медиумите. Вели дека секоја одстапка од македонска страна резултира со нов услов и затоа се потребни гаранции од Унијата. Според Мицкоски, барањата за гаранции од ЕУ се логични и произлегуваат од искуствата од минатото. За владата е неприфатливо да влезе во процес кој ќе отвори можност за нови условувања. И утре да ги внесеме бугарите во уставот. Прашање е само дали за 3, за 6 или за 9 месеци ќе имаме нов услов. Едно е политика, а друго е национален интерес. Прашањето е дали ќе продолжиме по овој пат да бидеме наивни, дека ако правиме отстапки, тоа е начинот. Јас не мислам дека тој пат е добар. Овој пат по кој оди оваа влада е тежок, но не е срамен. Неизвестно е дали ќе се реализира иницијативата од Брисел и од земји од Европската Унија за состаноци и разговори за недоразбирањата, на кои ќе се изнесат аргументите. Според премиерот Мицкоски, ниту иницијаторите, ниту пак македонската страна има информации дали бугарската страна сака да разговара.